Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Во Тетовско нови 13 случаи заразени со COVID-19. Расте бројот на пациенти со коронавируси во Гостиварско. Тетовско од синок е во 3-дневен карантин. Бројката на ново заболени од COVID-19 во земјава не стивнува. Секојдневно се евидентираат над 100 случаи, а најголем дел од нив се во главниот град. Рекордни 177 нови регистрирани со коронавирус во земјава покажуваат прелиминарните бројки од изминативе 24 часа. Но заради податоците кои во Институтот за јавно здравје пристигаат и од приватните лаборатории, последнава недела бројките варираат во текот на денот. Скопската општина Чаир и понатаму брои најмногу заболени лица. Регистрирани се и двајца починати пациенти од Скопје и Куманово. Министерот за здравство Венко Филипче изминатава недела апелира граѓаните максимално да ги почитуваат мерките за заштита. Тој истакна и дека до следната недела подетално ќе се знае каква е конкретната ситуација со епидемијата во земјава. Сите инструменти кои нас лекарите ни беа на располагање, се што се користеше како стратегија во светот, го направивме и ние. Но она што не можеме да го контролираме во целост е за жал однесувањето на луѓето. Она што е сега позитивно е што системот е далеку поподготвен за овој нов бран. Имаме повеќе знаење, ресурси и капацитети. Имаме целосно опремен здравствен систем кој не смееме да дозволиме да се преоптерети. Денешните бројки се резултат на 1245 спроведени тестирања. Според анализите на Институтот за јавно здравје направени до 3 јуни, од вкупната бројка на регистрирани 2610 случаи, кај 33,6% не се регистрирани симптоми на заболувањето, додека 74,3% имале контакт со веќе потврден случај во земјава. Последните бројки говорат дека во Тетово има евидентирано нови 13 случаи заразени со коронавирус. Пациентите се од различна возраст, а дел од нив се без симптоми. Дел од новозаразените пациенти се од нови кластери кои се формирани во Тетовско. Останатите позитивни на COVID-19 контактирале со веќе позитивни случаи. Поголем дел од заразените се од Тетово и Тиарце и по еден случај има во Боговиње и Брвеница. Имаме два нови кластери, а другите се контакти од веќе заразени лица. И како што кажав, доминира бројката во градот и во општина Тиарце. Новозаразените се од различна возраст, но голем дел од нив немале никакви симптоми. Возраста на пациентите повеќето се луѓе постари од 60 години, но има и од тие што се помлади од 30 до 50 години и во помал број од 10 до 20 години. Има пациенти или инфицирани со COVID-19 кои што имаат и други хронични болести, но има и од тие што се без хронични болести, помлади луѓе, а исто така во последните денови доминира бројката со асимптоматски новоинфицирани лица, но исто така има и со симптоми во поблага или во потешка состојба. Становите два досега во Тетовски има оформено 33 кластери. Голем дел од нив се од Тетово и останатите рурални општини. Потврдени се 8 нови случаи на коронавирус во Гостиварскиот регион. Од нив 2 се во Гостивар и 6 од села на територија на општина Врапчиште. Се зголеми бројката на заразени со коронавирус во Гостиварскиот регион. Изминатото денонокие регистрирани се 8 новозаболени лица, од кои 2 во Гостивар и 6 во села на територијата на општина Врапчиште. Двете новорегистрирани позитивни лица во Гостивар имале контакт со потврден случај. Со ова вкупната бројка на активни болни на подрачјето достигна 20. Бројката на новозаболени драстично расте и на државно ниво. Голем дел од граѓаните пак и понатаму не веруваат дека вирусот е опасен и дека е потребно секој поединец да ги презема превентивните мерки за заштита. Според градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари,
Неопходно е здравствените власти да спроведат кампања за информирање и едукација на населението, за да се свати сериозноста на епидемијата. Пред се зборам за Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство, за жал, не успе овој период да направи активна кампања за советување и за едукација на населението дека ова е стварно проблем, дека вирусот постои, дека луѓе почиваат од вирусот. Така да се надевам никогаш не е доцна, иако требаше тоа пред 1 месец да направи, никогаш не е доцна и сега мислам дека треба да се почне со интензивна кампања за да нема предрасуди кај граѓаните. Од почетокот на пандемијата досега во 3 општини на поширокиот гостиварски регион направени се над 430 тестирања за коронавирус. Тетово од синоќ од 21 часот е во 3-дневен карантин, заедно со уште 5 други општини од Полошко. Каква беше сликата денеска во Тетово и дали се почитуваше одлуката за ограничено движење? Од извештајот на колешката Милена Вучевска. На првиот ден од 3-дневниот карантин на Тетово, можеби не околу центарот, но во останатиот дел од градот има поголема опуштеност на граѓаните. Во обиколката што ја направи нашата екипа забележавме бројни случаи на луѓе кои слободно си се движат низ улиците, некои сами, други пак во поголеми групи во некои населби, а некои си се релаксираа со велосипеди. Раздвиженост имаше и со возила. На влезовите од градот, полициските патроли вршеа контроли. Маркетите, иако е само прв ден од карантинот, работат турбо. Најмногу се бараат основните намирници. Ние носиме, значи, највише се бара кисело млеко, леб и, значи, основните артикли. Ние носиме, правиме достава до дома и транспортот ни е бесплатен. Во текот на изминатото деноноќие за прв пат, барем полициските контроли немаат евидентирано граѓани кои го прекршиле полицискиот час. Прекршоци пак за неносење маски заработиле 137 лица. Иако нема некои конкретни официјални бројки, сепак голем е бројот и на тетовци кои уште вчера попладнето го напуштиле Тетово за да го избегнат 3-дневниот карантин. Освен Тетово, и други 5 полошки општини се опфатени со 3-дневниот карантин. Првиот човек на општина Желино Блерим Сейдију не се согласува со одлуката во неговата општина да има 3-дневен полициски час. Смета дека ова одлука е неправедна, бидејќи во последните 10 дена заразени со COVID-19 во неговата општина нема. Првиот човек на општината вели дека граѓаните биле дисциплинирани и ги почитувале мерките против коронавирус, а сега со полицискиот час и тие се казнети заедно со другите соседни општини, каде воопшто не се почитувале препораките. Општина Желино и понатаму смета дека одлуката на владата е неправедна и некоректна за општината, бидејќи кај нас во последните 10 дена не е евидентиран ниту еден случај на COVID-19. Оваа одлука за изолација и забрана за жителите со полициски час е неправедна, бидејќи сите ние бевме внимателни. Апелиравме и граѓаните максимално ги почитуваа мерките и сега на крај сме казнети, како останатите општини кои не се покажаа внимателни. Дел од жителите не веруваат во вирусот, некои пак сметаат дека треба да има полициски час, затоа што населението во Полошко не било дисциплинирано. Колку што гледам, тука воопшто нема правда. Веќе 3 месеци трае ова со короната, а ние немаме видено ниту еден болен или починат од коронавирус. Само манипулираат. Добро е народот да се опамети. Самите си го правиме ова да има полициски час, што да им правиш ниту маска не носат, ниту ништо. Градоначалникот на Желино Блерим Сейдију вели дека службено се обратил до владата за окинување на полицискиот час во неговата општина, но досега не добил никаков одговор. Болницата во Гостивар доби донации во кревети, како и UV стерилизатор кој уништува и коронавирус. Пандемијата со COVID-19 ги поттикнува компаниите и организациите да се вклучат во борбата против вирусот преку најразлични хуманитарни активности. Изминатиот период општата болница доктор Ферид Мурат доби голем број на донации во средства за дезинфекција, заштитна опрема и друго. Донациите се добредојдени, вели директорот на болницата Јакуп Јакупи. Во последната тура беа подарени кревети, UV стерилизатор, како и кебиња и комплет постелнини. Со првата донација е фирмата Magaming
од Македонија, која донираше на болницата 10 електрични кревети, најсовремени во денешницата, и 950 литра дезинфекциони средства кои се складирани во складиштата на нашата болница. Другата донација е од хуманитарната организација Дора во соработка со компанијата Кипер, кој исто така донира една количина на ќебиња, навлаки за ќебиња, чаршафи, перници, навлаки за перници и пешкири, сите тие по 300 парчиња и сите се добиени, складирани. Што се однесува до апаратот за воздушна стерилизација, според сознанијата на медицинарите, го уништува и коронавирусот. Стерилизаторот е донација на Меѓународниот центар за мир и толеранција, со посредство на професорот Фадил Зендели. Се работи за стерилизатор воздушен, кој работи на ултравиолетовите зраци. Капацитетот му е 65 квадратни метри, за време трајање од 15 минути, врши стерилизација на сите видови вируси и бактерии, по наши согледувања и запознавање со можностите на апаратот, дека стерилизира и дури и COVID-19, вирусот COVID-19. Така што сите овие донации се ставени на располагање на нашата болница, складирани и веќе ќе служат за потребите на нашата болница и пациентите кои ќе бидат третирани во нашава болница. На граѓаните, градинките вработените во општинската администрација и во јавните предпријатија во Гостивар пак ќе бидат распределени 5000 заштитни маски, кои општината ги доби како донација од компанијата Алеар. По повод 19 години од загинувањето на припадниците на безбедносните сили од гарнизонот во Тетово, во касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово, се одржа пригоден настан. Припадниците на армијата вработени во гарнизонот Тетово достојно одадоа почит кон ликот и делото на загинатите, а командантот на гарнизонот Тетово, подполковникот Изере Јупи, одржа пригоден говор. Денес сме собрани на ова место, покрај спомен плочата во нашата касарна, да одадеме почит на 6 припадници од гарнизонот Тетово, кои херојски ги положија животите за одбрана на својата татковина за време на конфликтот во 2001 година. Исак, Николче, Пеце, Владко, Благоје, Блашко. Стоиме пред споменот за вашата пожртвуваност, тажни, но благодарни за покажаната храброст и хероизам кој беа пример за сите нас во критичните моменти. Вие покажавте што значи да се биде патриоти како треба, со целото свое битие да се сака сопствената татковина. Вашите семејства треба да се гордеат со вас, како што сме горди ние припадниците на армијата, што ве имавме за наши соборци, истакна ЕЮПИ. Делегацијата од командата за операции предводена од командант генерал мајор Павле Арцовски, делегацијата од командата на првата пешадиска бригада, делегацијата од командата на гарнизон Тетово, делегација од Сојузот на борци Тетово, делегација од одборот на бранители Тетово, положија свежо цвеќе пред спомен обележито во касарната Кузман Јосифовски Питу. Седете дома беше главната порака на здравствените власти ширум светот во борбата против вирусот COVID-19. Сега во многу земји не работеа рестораните, кафените и оние ресторани за брза исхрана, што пак влијаеше врз начинот на исхраната, вели Шарлот де Бекер од Антверпен универзитетот во Белгија. Арно, ама оваа кризна ситуација ја потикна и другата крајност, да се јаде повеќе мрсно, солено и сладко. За тоа како пандемијата влијаеше врз начинот на исхрана, Љупчо Накев. Пандемијата принуди многу луѓе во светот да го сменат и начинот на исхрана. Бидејќи рестораните, кафеаните и други објекти за подготовка на оброци беа или се уште се затворени, се повеќе луѓе почнаа да готват дома. Потрошувачите купуваат повеќе зеленчук и овошје и почнаа да се хранат поздраво. Според прелиминарните резултати од една студија, исто така поголема е поборувачката на локални прехранбени производи, а се помалку се фрла храна. Истражувањето е спроведено онлайн во 11 држави во Европа од 17 април до 7 мај годинава. Шарлот де Бекер од Универзитетот во Антверпен, Белгија, координатор на истражувањето, вели дека луѓето се свртеле кон здрава храна, јадат повеќе овошје и зеленчук,
а многумина почнале и да готват, иако тоа не го правеле претходно. Но има и друга крајност во исхраната. It's a health crisis, so on the one hand you want to be healthy and you want to prepare the healthy home-cooked meals, but on the other hand it's a crisis situation. People are stressed and they need the comfort of eating salty, fatty, sweet foods, but also the comfort of preparing something, of baking something. Аурелија Лабарш, која има продавница за органска храна во Брисел, вели дека прометот тројно и се зголемил, главно поради промената на однесувањето на потрошувачите кои бараат поздрави производи и поблиску до дома. На слично мислење е и Давид Ерера, фармер кој одгледува органска храна. Потрошувачите сметаат дека е полесно да се контролира она што е дома, отколку она што се увезува од разни делови во светот, вели Ерера. Je pense que la tendance générale, les gens maintenant, en général, ils prennent conscience que les petits maraîchers, la nourriture locale, il y a quand même elle est plus fraîche. Par exemple, si je commence à pulvériser demain, il y a une personne qui me voit dans la rue, j'ai plus de clients après-demain. Луѓето најчесто велат дека сега имаат повеќе време и дека можат и да испазарат и да сготват нешто дома. Се менува и начинот на размислување во врска со храната. J'ai l'impression que j'ai plus de temps pour cuisiner ou pour aller faire les courses. Là où d'habitude, c'est un peu la course entre revenir du boulot, aller à l'école. Enfin voilà, ça. We switch from snacks with this restaurant food and the online like delivery orders to home cooking. So it definitely changed a lot. I mean, more conscious really. So me personally lost 4 kilos, so I'm proud of that. Но некои луѓе велат дека се случило спротивното. Non, on se nourrit un peu plus mal. On se goinfre un peu plus de sucreries et malheureusement beaucoup de gens, on le voit en confinement, sont contraints à grossir. Истражувањето продолжува и ќе биде спроведено во вкупно 25 земји во Европа. А конечните резултати за тоа како и дали пандемијата го смени начинот на исхрана треба да бидат објавени кон крајот на јуни. Македонците, како и сите други, имаат потреба од среќниот хормон, што често пати значи консумирање на сладки задоволства. Но домаќинките и домаќините секако имаа шанса да се покажат и да се докажат во приготвување и на здрава храна. Зорана Гаджовска ги прашуваше скопјани како се справија со овој предизвик. Чујте не кажуј, бе гледаш колкава сум нека. И месени работи, кори, такви работи. Да, и баклави се правят, да, пошто дома сакал некел нешто ќе се спреми. Кујната за многумина во време на пандемија од COVID-19 стана најчесто посетуваната просторија во домот. Полниот фрижидер за време на пандемијата им донесе и вишок килограми, велат дел од анкетираните скопјани. Затворени во домот, многумина слободното време го поминаа на шпоретот во подготовка на домашни готвени јадења, но и благи задоволства. Баклава и колачи постни пиварки. Со храната овошје и зеленчук повеќе. Ама од благото не може. Од благото не. Ке каснеш нешто и све се нафаќа на нас. Знаеш годините како се сидат постари луѓето, помал се ги каснеш, ама некако се здебело и одмah иде на тебе. Не е ко порано јади да се забораиш. Фрижитерот е пун, препун беше, посебно првите денови и тоа замрзивач, ова, она, уште има остатоци. Жена ми ајде да купим, ја. Од друга страна, пак тоа што граѓаните мораа поголемиот дел од денот да го поминат во својот дом им донесе и шанса за готвење на домашна и здрава храна. Па, здрава храна би рекла, не знам. Така имам чувство дека е важно со здравата храна. Што повеќе да се купува ета надвор, на пазар и тие работи. Што најчесто го помните фрижидерот во овој период? Со зеленчук. Еден куп зеленчук. Мислам спанак, патлиџан, краставица, базата. Да, само исклучиво домашно готвено. Пазарџиите велат дека муштериите кога станува збор за здрава храна не прават големи резерви затоа што таа секогаш се конзумира свежа. Тоа е стандард. Иначе резерви нема. Претходно кога се појави тоа од почетокот, тогаш по маркетите беше таа гужвата, овдека немало така гужва на пазариве. Е тоа, иначе се е најнормално и еве се гледа. И тоа зеленчук, овошје сега што излезе, јагода, цреша, зимат.
патлиџан, зеленчукот и така. Во ред е сега се. Доктор Александар Митов вели дека во земјава не е направено истражување за тоа дали пандемијата ги смени навиките на граѓаните во начинот на исхраната, но се забележува тренд на домашно приготвена храна и изоставување на брзата храна. Домашното приготвување е еден позитивен аргумент во однос на здравјето во овој период на карантин. Меѓутоа, негативниот аспект дополнително е тоа дека сме дома постојано и дека ќе ни текне на храна многу почесто од вообичаено. Тоа може да доведе до да јадеме повеќе оброци, а во крајна линија да дојдеме до еден калориски суфицит, односно да имаме повеќе калории во текот на денот отколку што ќе ги истрошиме. Доктор Митов додава дека физичката активност е многу важна и советува на овој период да се гледа како на шанса и прилика за граѓаните да посветат повеќе внимание на себе и своето здравје. Сега имате време да готвите повеќе, сега имате време да посветите малку повеќе време, дали ќе вежбате дома, дали ќе испешачите. Значи, сега се создаде време за себе, кое што човек може да го посвети за себе, кое што вообичаено во брзината на живењето, во цела динамика на живење го немаме. Така што извореден овој период од летото до следната есен, кога ние навистина треба да направиме нешто за своето здравје. Град Скопје неодамна излези со нов проект Спортувај од дома, со познати фитнес инструктори со цел да се потикнат граѓаните на физичка активност. На социјалните мрежи млади луѓе започнаа и да се повикуваат меѓу себе на разни предизвици за вежбање од дома. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Следете не на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи. До гледање. Тоа беше се што подготви нашата екипа во најновото издание на регионалните вести на телевизија Кисименада. Останете со добро здравје.